Добре дојдовте на часовите по латински јазик. Почете курс направени според учебникот Initium Latinitatis. На овој час ќе разговараме за разликата помеѓу придавката и прилогот во македонскиот литературен јазик. За она што ќе го заклучиме од овој час, да го префрлиме врз разликите помеѓу придавките и прилозите во латинскиот јазик и на крајот да научиме како се формираат прилозите од придавките во латинскиот јазик. Придавките се зборови кои што се додаваат на најчесто на именки, но може тоа да биде и заменка и број и придавка. Значи се додаваат на имиња, рековме дека под имиња ќе подразбираме именка, заменка, број и придавка, и нив ги појаснува. И тие се менливи, односно го менуваат својот облик. Да го видиме тоа во пример. Преспанското езеро е убаво. Овдека зборот убаво морфолошки е придавка и се однесува на именката езеро и неа ја појаснува. Придавката убаво може да го менува својот облик. Може да добие член убавото, а исто така ги има и сите три рода. Убавиот, убавата, убавото. Убав, убава, убаво. Значи, го менува својот облик и е менлив збор. Значи, придавките се менливи збор. Во именката пак Драган убаво пее. Зборот убаво морфолошки е прилог. Иако тој како облик на изглед е ист со горниот збор убаво, но морфолошки тој се разликува од него. Морфолошки во втората реченица убаво е прилог. Убаво во втората реченица не се однесува на некоја именка и не ја објаснува неа, туку се однесува на глаголот пее и него го објаснува. За разлика од придавката убаво, која што е менлива, која што добива член, може да добие член, убавото, убавоно, убавово, прилогот убаво е неменлив збор и тој е секогаш ист. Не претрпува никакви измени. Не му се додава нити член, нема различни облици, нити пород, ами секогаш е убав во случајот. И покај тоа што ќе го менуваме глаголот, можеме да речеме убаво трча, убаво скока, убаво пишува, убаво зборува, секогаш прилогот е убаво, не го менува својот облик. За разлика од горната реченица, можеме придавката убаво, значи убаво езеро, ако земеме именка од машки род, човек, тогаш и придавката ќе си го смени својот облик, ќе биде убав човек. Ако земеме именка од женски род, жена, и придавката ќе си го смени својот облик, ќе го земе женскиот род, убава жена. Но меѓутоа, доколку во втората реченица и колку и да го менуваме обликот на глаголот, еве например пее трето лице, сегашен индикатив, да земеме и минато време, минат индикатив, трето лице, пееше, минато, несвршено време, индикатив на инфектумот, активен, со латинската терминологија, повторно ќе биде Драган убаво пееше, убаво не се менува. Еве да земиме и некое друго лице, да го земеме
индикативот на имперфектот, значи минато несвршено време, прво лице множина. Пеевме. Ние убаво пеевме. Повторно прилогот не се менува, си останува ист. Убаво. Да ја видиме втората реченица. Цвеќето е убаво. Повторно истата придавка убаво се однесува на именката цвеќе. За разлика во втората реченица, цвеќето убаво мириса, овдека зборчето убаво не се однесува на цвеќето, ами на глаголот мириса. И поради тоа, овдека во нашиот случај, во втората реченица, зборчето убаво морфолошки е прилог. Ако кажевме убавото цвеќе мириса, убавото ќе се однесуваше на цвеќето, на цвеќе, и тогаш ќе беше придавка. Да забележиме дека и прилозите во македонскиот литературен јазик се градат од придавките. Односно, во македонскиот литературен јазик прилогот е средниот род од придавката. Придавката убав, убава, убаво, среден род од неа е убаво, го земаме средниот род и тој облик во исто време ни е и прилог. Значи, градбата на прилозите во македонскиот литературен јазик е следна. Прилогот е ист со средниот род од придавката, од која што го изведуваме прилог. За ова видео нека биде толку. Во наредното видео ќе зборуваме за разликите помеѓу придавките и прилозите во латинскиот јазик и на кој начин се градат во латинскиот јазик прилозите од придавките. Благодарам.